Денешната пресконференција свикавме за да ја известиме македонската јавност за уште поголемото незадоволство кое што постои во армијата на Република Македонија. Ние сме во постојан контакт со многу армиски старешини, вклучувајќи овде и неколку највисоки армиски старешини, но и со поголем број на професионални војници, кај кои што ова незадоволство трае од поодамна. Тоа сега изборот на Талат Џафери го има нагло зголемено. Во армијата на Република Македонија, додека ВМРО ДПМН е на власт, имаме еден тренд на намалување на буџетот кој што е за оваа намена, наменет за одбраната. Ако во 2005 година во владата на СДСМ буџетот за армијата бил 2,27%, во 2012 година тој буџет е 1,2% и со истата тенденција да биде и оваа година, што значи дека безмалку во владењето на ВМРО ДПМН армискиот буџет е преполовен, намален за речиси 50%. Ми се јавија една група на незадоволни војници во текот на вчерашниот ден, кои што доставија една видеоснимка на која што се гледа како војник од армијата облекува две различни чизми, кои што дури не се ни исти, и притоа става на нозете најлони кеси за да не пропуштат чизмите вода, и ми кажаа дека тие нивната опрема се наоѓа во очена состојба. Она опрема која што ја носат кога одат во мисија во Афганистан, се разбира бидејќи таму имаме представници од други армии, таа е добра опрема, но опремата која што ја користат овде во Македонија навистина е во жална состојба или да кажам во распаѓање, почнувајќи од чизмите па се до војничките униформи. А во одредени единици ние не можеме да најдеме нити 30 на војници, односно еден вод на војници кои што носат иста униформа на арама. Односно сите носат униформи на арама, но со различен модел, со различна година на производство, и истите овие униформи се искинати, некои војници носат буквално униформи крпа на крпа. Ваквиот тренд е и особено дојден до израз по преземањето на ДУИ на Министерството за одбрана, тренд кој што ние сега со изборот на Талат Џафери очекуваме дека драстично ќе се зголеми. Ова нам ни зборува како некој намерно да ја руши борбената подготвеност на армијата, која што пак негативно се одразува на борбениот морал. За граѓаните да можат да ги разликуваат овие работи, борбената подготовност на армијата зборува, односно борбената готовност во каква состојба се наоѓаат во овој момент припадниците на армијата, значи нивната опрема која што имат, а додека борбениот морал зборува за нивната волја да се борат за својата држава. Ние сме сведоци дека борбениот морал на безбедносните сили, не само во армијата и во полицијата, е значително опаднат од 2001 година до денес. Изборот на Талат Џафери му задува смртен удар во срце на македонскиот борбен морал и на безбедносните сили, но и воопшто на македонскиот народ. При некој иден евентуален конфликт се прашуваме колку луѓе, дали воопшто некој ќе се јави на поканата за одбрана на сопствената држава, но дури и оние во армијата кои што би се јавиле да бранат државата, се поставува прашање каква опрема ќе добијат, бидејќи државата не се брани со скинати чизми и со искината униформа. Другата исто толку за нас страшна информација околу незадоволството на повисоките армиски старешини е поврзана со Законот за одбрана, со глава 11, разузнавање, контраразузнавање, спречување и откривање на кривични дела и заштита на силите и тајните податоци во одбраната. Според член 133, разузнавањето во армијата опфаќа мерки, активности и постапки што се преземаат заради собирање, документирање и анализирање на разузнавачки податоци значени за одбраната на републиката. Ставот 2 регулира дека овие работи ги вршат овластени службени лица на Министерството за одбрана, кој ги определува министерот за одбрана. Наредниот член 134 е контраразузнавање во армијата, кое што опфаќа активности и постапки кои што се преземат, меѓу другото и поради откривање и спречување на сите форми на терористичка дејност насочена кон одбраната на републиката. За жал, во конкретниот случај за жал, и овие овластени службени лица ги определува лично министерот за одбрана. Ова значи дека министерот за одбрана ќе има увид во комплетната воена
разузнавачка служба која што се наоѓа во склоп на Министерството за одбрана, но и во комплетниот список на војната контраразузнавачка служба. Значи тој точно ќе знае кои оперативци и досега работеле на оваа проблематика, вклучувајќи го и периодот пред 2001 година и за време на 2001 година. Исто така, ова значи дека со неговите овластувања министерот за одбрана може слободно да дознае, например, во конкретен период, да кажеме на 20 март, во Тетово, во таа битка, кои припадници на армијата учествувале. Може би во одредена таква битка загинал некој негов близок човек и тој ќе знае кои припадници на армијата учествувале во таа битка, што му остава можност, самото знаење на податоци, не би сакал понатака да предпоставам што се може да се случи. Воедно и комплетната војна полиција е директно под министерот за одбрана, бидејќи тој ги донесува сите прописи кои што ја регулират работата на војната полиција. Така што ние се наоѓаме во една многу сериозна ситуација, кога припадник на терористичката УЧК денес ќе треба да ја заштитува армијата од терористички напади, нешто што според нас е невозможно. Тоа и беше тема на денешната пресконференција, поради која што ве повикавме. Јас поседувам оваа видеоснимка, можам да ви ја дадам. Снимката не е квалитетна, најверојатно е снимано со мобилен телефон, на неа убаво се гледа дека се работи за војници, имам овде автоматски пушки, шаторски крила, нормално од разбирливи причини војниците не го снимат својот лик. Знаете каков страв постои во армијата, исто оние некои информации што се појавија во текот на вчерашниот ден за некаков бунт во армијата, тоа е невозможно. Луѓето се незадоволни, но сепак се тоа професионалци кои што се навикнати да ја извршуваат својата должност која добиват од надредените старешини, а во овој момент највисок старешина во армијата покри врховниот командант кој што се оглуши на нашиот вчерашен повик, останува министерот за одбрана.